За реализирање на проекти од годишната програма за тековната година, Кумановскиот музеј доби вкупно 4.900.000 денари од Министерството за култура. Вкупно одобрени се 35 проекти, што е повеќе за 10 проекти во однос на минатата година. Над 1.800.000 денари се одвоени за музејска дејност и заштита на нематеријалното културно наследство. За реализирање на 22 проекти од областа на етнологијата, археологијата, историјата и историјата на уметност. За визуелна уметност, архитектура и дизајн предвидена е реализација на 9 проекти, поддржани со 845.000 денари. За издавачка дејност и литература 100.000 денари, за музејски гласник, инвестициско одржување санација на платото пред меморијалниот центар Асном во Пелинце, одвоени се 1,6 милиони денари. За санација на музејски згради, покривот на постојаната музејска поставка на галеријата и административната зграда, предвидени се 419.000 денари. За меѓународна дејност, конекции на кралството на Античка Македонија со Кумановскиот регион, одвоени се 52.000 денари. Меѓу одобрените проекти е продолжување на минатогодишните археолошки истражувања на трите локалитети градиште, едниот во близина на село Пчиња, вториот во Младо на Горичане и локалитетот Црквиште во близина на Клечовце. Во текот на годината ќе се работи на истражување од областа на етнологијата, во селата од Козјачијата, изложба од областа на историја на уметност, наменета за резби, одржување и конзервација на нумизматичката збирка, конзервација на етнолошки предмети. Музеот доби и проект за истражување на женската свадба кај албанската етничка заедница во Куманово. И годинава музеот ќе откупува музејски предмети, историски, археолошки и етнолошки, па ги поканува граѓаните сето она што представува културно богатство да им го понуди за откуп и да го пресентираат пред јавноста. Летово ќе се одржи ликовната колонија Куманово 2022, изложбите од претходната колонија на кумановските ликовни уметници, на македонски уметници, на оние кои самостојно аплицирале на конкурсот. Во програмата се 4 кумановски уметници, издавање на монографии, етнолошки изложби, едукација на ученици.